Последнава деценија интересот за новогодишно празнување во Охрид е голем, што резултира со целосна исполнетост на хотелските капацитети. Нашата туристичка мека станува ефтина дестинација во однос на останатите центри на Балканот. Поради тоа градот од година во година станува се попривлечен кога станува збор за нова година. На Охрид му требаат многу дополнителни содржини кои ќе го збогатат празничниот амбиент и ќе ја подигнат атмосферата во туристичкиот центар. Ова е заеднички став на хотелиерите. Но нивните видувања се поделени околу тоа дали годинава треба да има новогодишен дочек на градскиот поштад поради ненадејната смрт на градоначалникот. Локалната самоуправа ги откажа сите празнични манифестации, вклучително и организацијата на новогодишната ноќ. Требаше да има еден дочек, но тоа е пак едно мое мислење и видување околу сето тоа. Значи, можда ова претходно не е никогаш десено, така да и немаме некој такво искуство да знаеме како треба да постапиме. Ке го намали тоа интересот на туристите да доаѓаат новогодишно овде, бидејќи имало и звучни имиња за дочек на нова година на плоштад. Секако дека ќе го намали, но мора да го поминеме и тоа и да направиме една анализа после тоа, нели, колку гости сме имале, колку било намалено, што со тоа добива или губи градот. Од локалната самоуправа сепак веруваат дека плоштадот нема да биде празен и без музика. Очекуваат угостителите да ја превземат организацијата во своји раце и на туристите да им приредат новогодишна забава и весел амбиент. Не треба да има забава во Охрид, така да мислам дека и ние не треба да учествуваме во тој дел. Мислите дека тоа нема да го намали бројот на туристи, барем домашни кои би дошле на плоштад да слават? Нема такви туристи кои доаѓаат домашни кои слават на плоштад. Најчесто одат по кафичите, по рестораните и по ноќните клубови. За среќа, туристите, посебно од обкружувањето, секогаш празнично го полнат Охрид, највеќе заради неговите убавени и поволните 3-дневни пакет аранжмани по конкурентни цени, кои се движат од 100 до 160 евра, сметаат дел од хотелиерите. Иако времето гази, туристичката заедница прави напори сепак да има достоинствен дочек на градскиот поштад, каде низ годиниве под отворено небо во преубавиот езерски амбиент празнуваа бројни гости.